Целата приказна е дека од Министерството за здравство постојано добиваме информации дека инсулинот е квалитетен, дека нема проблем, инсулинот е квалитетен. Точно, ние тоа го потврдуваме дека инсулинот е квалитетен, меѓутоа проблем е самата промена на терапија. Значи промената на терапија, како што може да видите од материјалите кои што ви ги дадовме, во самите упатства за инсулините, скоро во сите стои дека доколку се менува терапијата од еден на друг инсулин, независно дали е друг вид или е друга марка на инсулин, од истиот инсулин, и треба да се консултирате со доктор. Целата приказна е доколку се менува терапијата, треба 24 часово мониторирање. Имаме лични искуства. Моментално девојката која што исто сака да сподели искуство, касно ќе за некоја прилика. Значи имаме лични искуства каде што променат од еден на друг вид на инсулин постојано предизвикува дестабилизација. Значи постојано при секоја промена како големиот дел од лицата се случува да се промени гликемијата, да се промени нивото на гликемија. И дека се усвои целата таа работа треба време да помне. Тоа го пише во самите упатства. Самиот производител на инсулините тоа го напише. Министерството за здравство тоа пробува да го игнорира. Пробува да наметне нешто што не е во ред. Тука, значи, посебно имаме сознанија каде што во истите упатства пишува дека одредени видови на инсулини не се препорачува за бременни жени. Друга работа, која што сакам да ја напоменам, е дека целата ова приказна мириса на како да се водира бизнес делка. За да докажеме дека тоа не е така, ние стапиме во контакт со доста голем број на лица, организации кои што се сложили да помогнат со донации. Меѓу нив е и Novo Nordisk, кои што кажа дека без проблем ќе донираат онолку инсулин колку што треба, за да се помине овој вакуум период, да лицата кои што се на инсулинска терапија, на нивните инсулини да не се менува терапија. Што значи дека од нивна страна има расположение да ни дадат инсулини и сега треба со Министерството за здравство да ја одобри таа донација. Значи, ако е она вистина, каде што се вели дека треба да заштедиме пари и каде што треба да не се изложуваме на дополнителни трошоци, државата не е изложуваме на дополнителни трошоци, Novo Nordisk се сложи овие 2 месеци пред да се створи вакуум простор, да го донира инсулинот кој што е потребен за сите оние на таа терапија. Доколку е вистина дека треба да штедиме, значи нема да се изложи нашата држава на дополнителни трошоци, лицата нема да ја променат терапијата и нема да се изложи на непотребен ризик од промена терапија да добијат, значи, дестабилизација на гликемијата, која што е дефинитивно проблем, која што предизвикува оштетување на органите и за која што треба дополнително прилагодување на дозата која што знае да трае.